Поричи 2 месеци од затворањето поради пандемијата со коронавирусот, кафулињата и рестораните денеска повторно ги отворија вратите за посетителите. Според протоколите на владата, на една маса може да седат 2 лица, а 4 лица може да се послужуваат само ако се од исто семејство. Кенлерот, односно газдата на угостителскиот објект е тој кој што треба да ги спроведува протоколите. Инспекторите нема да ви побараат лична карта, бидејќи инспекторите не бараат лични карти на физички лица. Ние вршиме контрола согласно Законот за угостителска дејност кај угостителите. Тие како правни лица ќе бидат предмет на контролите од страна на инспекторите. Пред се, првите 10 дена, како што кажа председателката на инспекцијскиот совет, ќе одиме со едукативна посета на сите тие угостители, за да после тоа, нормално, тие што нема да ги спроведуваат овие протоколи, ќе преземаме и соодветни казнени мерки. Дел од граѓаните утринава го испија првото кафе во центарот на Скопје. Па еве сега го чекам другаров да дојде, па ќе пиеме по едно кафе и така да се видиме после толку време. Океј, работата треба да се продолжи понатака. Здравствените работници ќе кажат за условите. Во секој случај позитивно и треба да ги почитуваме мерките што ги препорачуваат, да се однесуваме согласно нив. Има се знае, маски мора да носиш, да се заштите. Па многу пријатно и убаво. После толку месеци да се видам вака со другари, да може да седнеме у кафичи, да се напиеме кафе и така. Според протоколите, на секоја маса мора да има дезинфекциско средство, а вработените мора да носат заштитни маски. Отворивме во 8 часот со Вајле. Почнавме со работа, дојдоа првите гости, го испија првото кафенце, да понатака ќе видиме. Под скоро 2,5 месеци или 3 месеца во карантин, ослободување на меркиве, се почувствува и раздвиженост и самодоверба кај населението. Има позитивни реакции во секој случај. Подготвени сме, да, секоја маса си има средства за дезинфекција, после секоја маса користење, секоја маса се препишува исто со средства за дезинфекција. Во оваа фаза се забранува организирање на прослави, свадби, родендени и крштевки.